Здраво, драго ми е денеска што сме овдека во овој еден формат, затоа што не секогаш имаме можност за вакви едни средби, кои што во принцип, или од кои што во принцип, ако човек исправно размислува политиката, може само да добие, не може да зијани. Затоа што годините кои што ги имате и младоста која што ја имате, како велат старите, ние сме биле на вашето и знам и како сум бил јас на таа возраст, ги сакаш промените сега и веднаш. Да ти се случуваат пред тебе, да се случуваат одма, и тоа е во ред, затоа што тоа всушност и ги движи општествата напред. Океј, ние сме во политиката и секој политичар во принцип сака да има млади луѓе покрај себе, баш од овие причини. Ако разумно ги перцепираш младите, тогаш разбираш дека тоа што ќе ти го кажат и тоа што го мислат и тоа што, на начинот на кој што действуваат, едноставно е силата која што го влече напред и политичарот, меѓутоа и општеството, како што реков. Ја не сум од оние луѓе кои што класика зборува секогаш кога е со младите, тоа дека вие сте еднината, вие ќе бидете, не знам, едно, ќе бидете друго. Тие клишеа мислам дека се до таа мера излетени што дури и на нам, верувате, ни паѓа тешко да ги изговараме, не па да ги практикуваме, пошто и, како ви кажав, ние бевме на ваши години и истото клише беше и тогаш. Вие сте едината на државата, вие сте едината на општеството и тоа и тогаш не ми било симпатично, не па сега да го зборувам. Овдека сме една структура политичка која што е владеачка во државата на сите нивоа, вклучително и локална самоуправа, односно цела територија на град Скопје. Така што е всушност се луѓето кои што во моментов ги носат одлуките и кои што ги креираат и на државно и на локално ниво. Сега политика ко политика, ние во текот на зборувањата веројатно секој од нас ќе најде начин и модалитет како да си се испофали за тоа што го направи, меѓутоа добро е да знаеме затоа што во инфлацијата на информации со кои што сме бомбардирани како луѓе секојдневно и динамиката со која што се случуваат всушност работите во општеството, едноставно некои работи ни одат под радар, ја што кажувам, и не ни приметуваш дека се случувале, нарочито што секогаш е поомилена негативната тема отколку позитивната тема, ако креирате политики, особено младински, не баш има голема заинтересираност да се спроведуваат или да се известуваат тие работи. Ова го велам затоа што кога ќе сумираш, некаде сме ние пред крај на нашите мандати, први мандати, да бидам прецизен, гледа човек колку сушност се случило и се направило, дури самите ние не сме свесни дека сме дале определени процеси да се движат, дека сме дале динамика, дека сме внеле нов квалитет. И ја побарав во интерес на оваа трибина денеска компарација една да направат кај мене во градот, што и како се случувало од кога сме дошле до сега. Првата буџетска година кај што ние сме го креирале буџетот, односно јас сум го креирал буџетот на град Скопје, сме имале јавен оглас во кој што сме доделиле 1 милион денари на 16 здруженија, младински здруженија, за активности кои што ги реализираат проектни активности во текот на една година. Во 2019 истиот повик добил буџетски средства од 1.781.000. Значи 70% сме го качиле бројот и паралелно на тоа сме го качиле и бројот на здруженијата кои што ги поддржуваме од 17 на 24 во 2020, што беше многу лоша пандемска година. Фала Богу, мислам дека полека ќе излеземе од сите тие случаеви. Средствата и во услови на пандемија сме ги дигнале на висина од 3.220.000 денари. И од 24 сме поддржале 51 проектот на 51 здружение на младите лица кои што всушност на начинот со реализација на проектите влијаат во креирањето или носењето на заклучоците од тие проекти, потоа ние ги имплементираме во нашите градски политики.
И тие проекти морам да кажам дека се од година на година поквалитетни, затоа што и ние го качуваме нивото, меѓутоа и многу е добро кога е интерактивен тој однос, кога го имате градот како соработник, како институција, едноставно и вас ветера да го движите квалитетот, и тоа е една од работите што, да речам, мене ме мотивираше да влеземе во она што сум го зборувал во кампањата во 2017, а тоа е да формираме локални младински совети кои што ќе би функционирале во рамките на единиците на локална самоуправа и градот Скопје. Од тие причини, значи веќе созрева една ситуација. Знаете, кога ги компарирате у политиката, ја не го сакам тој популистички начин на валоризација на вредностите, колку проекти направи па да ги чекираме. Значи тоа е у принцип за мене погрешниот начин. Некогаш е подобро една работа да завршиш, ама биде баш онака здрава и да ја направиш, отколку 20 да чекираш, а де факто да не ти донесат квалитет, без оглед што реално кога ќе земеш да чекираш многу се работи направени. Не се согласно тоа што го изродивме како квалитет и како политика и бенефитот што го доби градот како институција од овие 3 години кои што ги напоменав, испровоцира да побарам од Советот на град Скопје. На минатата седница е изгласана одлука за промена на статутот на градот, со која што промена на статутот на градот се создаде всушност правниот основ за формирање на градскиот младински совет, кој што ќе контрибуира во креирањето на градските политики. И некаде на почетокот на овој месец е подпишано решението и е назначен всушност еден од одговорните лица кој што ќе работи, кој што треба да креира и со кој што ќе соработува градскиот младински совет. Тоа е Димитар Мечкаровски од одделението за спорт и млади, кој што е во секторот на град Скопје, бидејќи и спортот и младите некако сакаат неќе човек идат рака под рака, и не треба тоа да ви го кажам и напоменувам. Меѓутоа мене ме инспирираше затоа што знам и ги гледам. Вчера имавме еден убав настан со првенците на генерацијата. Најчесто споменувано како го замислуваат Скопје, да е зелено, да има можности за спортување, да има можности за алтернативно движење низ градот. Што е многу логично, и после си ги враќаш политиките кои што си ги креирал. Ке ве подсетам на некој. Значи, за прв пат во Скопје воведовме памтрак. Имаме два сега за сега. Едниот е кај Олимписки, едниот е кај влезот во паркот кај Сточарски институт, што како димензија, како начин на урбано живење, комуникација, употреба на простор едноставно не беше позната. Мислам дека е доста атрактивен. Барем по оние податоци ја што ги имам, постојано се полни и со деца, меѓутоа и со млади дечки, бидејќи овој што е пак кај Олимписки има можности за мали екстремности на него, и мислам дека тој адреналински дел го задоволуваме. Водно, кога го замислувавме, и тука сме некаде на почеток на имплементација на тој проект за водно, всушност да и дадеме на поинаква употребна вредност на самата планина, бидејќи Скопје сериозно богат град затоа што има таква планина над себе. И таму ја креиравме, и мислам дека е многу употребувана првата пионерска, ние ја крстивме апхил байкинг стаза, која што е у принцип многу искористена. Сега работиме на првата даунхил, што ако веќе ги качиме луѓето, тогаш барем безбедно да може да се симнат. Они и сега се симнуваат, меѓутоа нели имаме секојаш конфликт со луѓето кои што се пешачат нагоре. Прв пат воведовме во градскиот парк Тартан патека, што исто така мислам дека може, особено во оној рекреативниот дел, па дури има луѓе што ги користат и за подготовки атлетски, бидејќи не секаде имаме таква можност. Пред некој ден отворивме одбојкарско игралиште на песок во аеродром. Знаете и сами дека, или не знаете, па јас да ве подсетам дека работевме еден проект заедно со UNDP во кој што микроскверови креиравме во различни катчиња од градот, и тие беа интерактивни во смисла на нивното креирање, затоа што ги анкетиравме луѓето кои што живеат. И сега ги гледам дека тие се де факто многу посетени. Овој аеродром што е едниот што имаше без светла, овој другиот што е на Јане Сандански, гледам дека луѓето си го користеа некне и за утакмица гледање, блажо таа што ја урочи.
Се зезам да не ме сватите лошо, меѓутоа сакам да кажам, окей, тоа е за мене правилниот пристап. Зошто? Затоа што ги барате мислењето од луѓето, затоа што креирате инсталации, да ги крстам, кои што и на овој или на оној начин градот мора да ги прави, тогаш е подобро да ги внесете во тие процеси граѓаните и по основ на тоа што они го бараат, тоа што они го осеќаат, едноставно да ги креирате. Да не зборам дека после долго време, всушност за прв пат во Скопје, имаме како јавни површини 2 зелени крова. Едниот на ГТЦ, мислам дека нема човек што нема слика на Инста со него, и вториот сега што го пуштивме на Дом на градежници, кој што исто време го креиравме да може да биде и летно кино, немо летно кино во смисло со слушалки, да може да го гледате филмот и да ги слушате, за да не вознемируваме соседството. И Мавровка го започнуваме, веќе сме на крај на документацијата, Висер е тука и е присутен. МКЦ као МКЦ, делот од луѓето што ја пратат таа програма знаат дека никогаш до сега не била побогата, никогаш до сега МКЦ немало толку голема лепеза и тоа се у принцип сите млади дечки кои што ние ги поддржуваме или преку град или преку МКЦ. Знаете сами дека имаме и концерти, направивме еден убав простор особено за младите луѓе кои што се уметнички настроени или се на драмска или се на музичка и претежно на средно музичко и таму е факултетот на Ибни Пајко, фантастичен, кој што има и сцена за нов парк во малиот ринг во Скопје, да субституираме тоа зеленило што го немавме, кај што може да се одржуваат и определени и настани и концерти. Лани, колку се сеќавате, не знам, имавме и бевме единствени во свет што имавме организирано култура за време на корона. Имав преку 45 дена програма, тоа беа све млади уметници на кои што им треба поддршка, кои што ние и дадовме и хонорар надвор од нивниот уметнички настап, затоа што едноставно се затвори тој дел од пазарот и луѓето нема каде да функционираат и да екзистираат. Кај помладиве делови, да речем, генерацијски, а се во прашање, треба знаете дека сите 23 школи у Скопје се целосно реконструирани, мање више, во деловите кои што сега започнуваме во Ѓорче, средното училиште Кочо Рацин, тоа е сериозно девастирано и таму идеме тотално со еден нов објект и затоа можам да кажам дека се сите направени, дури на две направивме и мали фотоволтаични електрични централи, така што си контрибуираат. Знаете сами дека зголемивме бесплатниот превоз, имаше до 2 километра законот, па градот си го превзема обврската да и тие 2 километра ги ставиме со цел да нашите средношколци едноставно можат навистина да користат јавниот превоз. За прв пат воведовме стипендии за средношколци спортисти и даваме 100 стипендии годишно, меѓутоа и за прв пат воведовме стипендии за средношколци со попреченост. Затоа што јас сериозно верувам во инклузивност, односно вклучување на сите деца во тој процес и по нето годишен износ од прилike на 120 деца што им ги даваме стипендиите се 24.000 денари, бидејќи ги даваме, како што реков, 9 месеци. Воведовме тротинети како начин на движење, што е у принцип младалачка приказка, знаете дека ја бев еден од промоторите, ама после тоа градот ги субвенционираше овие тротинети, односно нивните набавки. И сега јас ја завршувам, јас да не многу ја должам целата приказка. Добро е кога сме вака, добро е што веќе и го формализиравме формирањето на градскиот планински форум, затоа што меѓу другото нашата работа на градоначалниците не е да ги решаваме само дневните проблеми, туку и да креираме политики кои што своите ефекти ќе ги дадат 4, 8, 10 години од сега и ве поканувам активно да учествувате во сите овие и во сегментот на разговор денеска што ќе го имаме, меѓутоа и сегментот што подоцна ќе го креираме како институција. Фала ви.